Идејниот творец на граѓанската иницијатива за наше Куманово, Максим Димитриевски, синоќа се обрати на граѓанската трибина, организирана по повод 6 месеци од формирањето на Сдруженијето и една година од реалниот граѓански концепт од граѓаните и за граѓаните во Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово. Потенцираше дека граѓаните се тие што ја даваат силата и мотивот да работат уште повеќе посветено, мотивирано за Куманово и за државата. Различни по вера, по нација, по политичко убедување, но сите кумановци заедно за нашиот град и за наша Македонија. Нека ве гледаат, нека ве бројат и нека калкулираат, а на крај нека фотошопираат, бидејќи со притисок, уцена и закана се добива само повратен одговор не и црвен картон. А тоа го научија од оние што беа пред нив. И за жал ништо не научија. Затоа сме ние вечерва тука. Дополнително да ги охрабриме луѓето и да направиме едно ново движење кое што ќе тргне од Куманово, преку Прилеп, од Прилеп до Крушево, од Крушево во Тетово, од Тетово ќе се разрани низ цела Македонија, затоа што Македонија тоа го заслужува, затоа што Македонија тоа го бара и затоа што кумановчани и овие одважни луѓе секогаш во историјата знаеле кога е вистинскиот момент да застанат на прагот на револуцијата, да се кленат и да го кренат македонскиот народ заедно со албанскиот, српскиот, турскиот, ромскиот, влашкиот и да направиме едно големо движење за наша Македонија. Димитриевски информираше дека Куманово, Прилеп, Крушево и Тетово се првите градови каде се формирани граѓански здруженија, поради тоа што ова се места каде што живеат многу одважени граѓани, храбри луѓе со револуционерен дух кој што не се стекнува, туку се раѓа од денот на секој поединец. Затоа имаме за цел ова наше граѓанско движење да тргне од врата на врата и да му ги објасни основните вредности на секој граѓанин во државата. Дека Македонија почива на крушевските идеали и крушевската револуционерна борба, на кумановските и прилепските партизани и нивните идеали за самобитност и државност, за тетовската борба против антифашизмот и секако за почитување на минатото и врз база на тоа искуство за креирање на подобра иднина. Иднина во која што сите ќе бидеме еднакви, сите ќе бараме да бидеме почитувани, но првенствено ќе почитуваме. Пред присутните се обратија и председателот на Сдруженијето за наше Куманово Даниел Стојчевски и председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓорѓиевска. Драго ми е што ја препознавате нашата искрена заложба за подобра општина, за помодерно и поразвиено наше Куманово. Среќен сум што гледам дека заедно со нас се огромен број на граѓани што сакаат напредок и подобар квалитет на живот. Вечерва ни има од сите етнички заедници, од сите политички партии, но има и многу млади лица што ме прави посебно горд. Без вас нашето здружение немаше да успее. Со вас повеќе од една година правиме значителни промени и подобрувања. Заедно со вас граѓаните успеавме и ви благодарам за довербата. Влеговме во секоја област за да се соочиме со проблемот, да најдеме решение за граѓаните, бидејќи секој може да научи, но дали секој сака да помогне? Честопати во секојдневна комуникација со граѓаните слушам пофалби, но и критики. Пофалбите ги примам со резерва, затоа што секогаш можеме подобро и Куманово заслужува да биде модерен европски град. Но критиките ги сваќам сериозно, дискутираме за истите и ништо не се става под тепих. Соочувањето со проблемот е секогаш делумно решавање на истиот. Проблеми имало и ќе има, важно е секогаш да се помалку и помали.
Но истовремено на луѓето што критикуваат ги прашувам. Знаеш ли како треба? Знаеш во ред, откажи се од удобноста на секојдневието и дојди со нас. Работи, сугерирај, докажи се, направи добри практики. Ширењето на здруженијето ќе продолжи и во наредниот период.